Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Секој ајет од чесниот Куран има едноставно и очигледно значење кое може да се разбере дури и на прв поглед. При тоа, секој ајет формира дел на единствен интегриран систем на повеќекратни канали кои содржат бројни знаења скриени под површината. Преку овие канали, предметната тема на кој да е ајет формира постојана врска со претходните и наредните ајети и сури, како што во ова време представуваат комуникацијските системи. Со оглед на наведеното, две нешта стануваат очигледни. Колку и да е прецизен преводот, тој само делумно може да го пренесе значењето на книгата со толку многу аспекти и толку богато значење како што е чесниот Куран, и тоа е доволно на читателот да му ја пренесе потполната порака содржана во арапскиот текст. Уште потешко е да се изберат одредени ајети на чесниот Куран кои се однесуваат на одредени предмети и истите да се сметаат како суштина на учењето на чесниот Куран. Например, ако се изберат неколку ајети од чесниот Куран кои би представувале исламски економски систем, а во исто време да се сметаат за вистинска слика на учењето на чесниот Куран, ова нема да биде точно поради претходното објаснување и поради тоа што филозофијата на исламскиот економски систем може да биде наведена од повеќе ајети од чесниот Куран, кои дури и не се директно поврзани за предметот на економијата. Меѓутоа, кога ја погледнеме реалноста, дека поголемиот дел на светското население, кое зборува на различни јазици, му припаѓа на различни култури и етнички групи, досега било лишено од проучувањето на оваа возвишена книга, ургентноста на ова сериозна ситуација станува очигледна колкава е потребата и важноста од преводот на чесниот Куран. Навистина, трагедија е дека чесниот Куран во текот на последните 14 века не бил преведен на повеќе од 65 јазици, а Библијата, според Сдруженијето на Библијата, има 1808 преводи. Во врска со претходно наведеното, светски раширената Ахмадија муслиманска заедница презема крајно амбициозна и благородна задача до 1989 година, која представува 100 годишнина од основањето на Ахмадија муслиманската заедница, да направи сеопфатен превод на чесниот Куран на најмалку 50 јазици, кои се употребуваат ширум светот. Покрај тоа, настојуваме да го представиме чесниот Куран, барем некој дел од него, на оние кои не се запознаени со учењето на чесниот Куран, додека продолжуваме со сеопфатен превод. Ние се надеваме и го молиме Аллах Джелешануху, ова настојување да успее и да ја задоволи потребата на знаење и да создаде желба за понатамошно учење. Ние одбравме ајети од чесниот Куран за следните важни теми: Аллах Джелешануху, мелеки, чесниот Куран, пратеници, чесниот пратеник на исламот, обожавање, пост, трошење на Аллаховиот пат, аджилак и каба, хаџ и Божја куќа, пренесување на пораката на исламот на целото човештво, убаво однесување, основни принципи на економскиот систем, џихад, залагање, труд на Аллаховиот пат, одлики и карактер на верникот, еднакви права на мажите и жените, забрана на каматите, предскажување, проучување на природата и на Вселената,
курански дови, некои кратки сури од чесниот Куран, лесни за помнење. Со милоста на Аллах Джелешануху, Ахмадија муслиманскиот джемаат веќе ги има направено следниве целосни преводи на чесниот Куран: бенгали, дански, холандски, англиски, есперанто, фиджи, француски, германски, гурмуку, хинду, индонезиски, италијански, јапонски, кикуја, корејски, луганда, португалски, руски, шпански, шведски, урду, јуруба. Исто така, драго ни е да најавиме превод на уште 18 јазици со скоро подготвено објавување. Ги наведуваме оние кои следат: албански, асами, арија, кинески, фанти, гуџрати, хауса, малајалам, мандли, мартахи, пушту, полски, синди, тамил, телугу, виетнамски, кандри. За да добиете превод од чесниот Куран на некој од овие јазици, можете да се јавите на еден од мисионерските центри на Ахмадија муслиманската заедница во било која земја на светот. Можете да забележите дека насловите под кои се представени ајети на чесниот Куран не се дел од куранскиот текст. Поради тоа ги представивме одвоено од ајетите. Изборот на ајети представени во ова издание е направен од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, кој е врховен поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. Ова издание е печатено 1989 година и тогаш начело на Ахмадија заедницата бил Мирза Тахир Ахмад како четврти халифа. Тој се преселил на Ахирет во 2003 година. Аллах Джелешануху. Аллах е име на врховното битие. Во арапскиот јазик зборот Аллах никогаш не е употребен за било кое друго нешто или битие, освен за Бога. Имињата за Бога, кои ги среќаваме во другите јазици, се описни и често употребувани во множина. Бидејќи во другите јазици не постои алтернатива за зборот Аллах, задржано е оригиналното име Аллах во целиот превод. Во името на Аллах, милостивиот somilosен. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на световите. Милостивиот, somilosен, Господарот на судниот ден. Ние само Тебе те обожаваме и само од Тебе помош бараме. Упати не по правиот пат, по патот на оние врз кои ја излеа својата благодат, врз кои срđба не се излила, кои не залутале. Аллах го слави се што е на небесата и на земјата. Он е мокен, мудар. Неговото кралство се небесата и земјата. Он дава живот и смрт. Он има трајна моќ над се да прави што он сака. Он е прв и последен, и видлив и невидлив, и он има вечно знаење за сите нешта. Он ги создаде небесата и земјата во 6 периоди и потоа се утврди на арш. Он знае и што влегува во земјата и што излегува од неа, и што се спушта од небото и што се издигнува кон него. И он е со вас каде и да сте, и он добро гледа се што правите. Неговото кралство се небесата и земјата, и на Аллах се враќаат сите нешта. Он ноќта ја вовлекува во денот и денот во ноќта, и он секогаш добро знае она што е во градите. Верувајте во Аллах и неговиот пратеник и трошете, делете од она што он ве направи наследници. А оние од вас кои веруваат и трошат делат на Аллаховиот пат, за нив има голема награда. Аллах го слави се што е на небесата и на земјата. Негово е кралството и нему му припаѓа секој вид на благодарност. И он има трајна моќ над сите нешта да прави што он сака. Он е тој кој ве создаде, па вас ве има и неверници и верници, а Аллах го гледа она што го работите. Он ги создаде небесата и земјата со вистина, и он ве обликувал и вашите ликови ги направил убави, и во него е враќањето. Он знае се што е на небесата и на земјата, и он го знае она што го криете и она што го обелоденувате, и Аллах секогаш знае што е во градите. Навистина,
Аллах прави да се распукнат зрното и голушките. Он вади живо од мртво и мртво од живо. Ова е вашиот Господар. Каде тогаш сте заведени? Он ја распукува зората и он ноќта ја умирува за одмор, а сонцето и месечината да се вртат за мерење. Ова е одредба на моќниот, мудриот. И он е тој кој за вас создал звезди, по нив да се упатувате среде длабоката темнина на земјата и морето. Ние јасно ги објаснуваме знаците за луѓето кои имаат знаење. И он е тој кој ве создал од една душа и направил привремено место за пребивалиште и место на постојана заштита. Ние јасно ги објаснивме знаците за луѓето кои сваќаат. И он е тој кој спушта вода од небото, и ние со тоа правиме да се раѓаат секаков вид на растенија, и потоа ние од ова изведуваме зеленило и произведуваме семе едно на друго. И од дрвото на урма, од нејзините кори свиени, овоше едно на друго. И исто така градини на грозје и маслини и шипки, слични едни на други, а различни. Погледни го овошето, кога тоа ќе донесе плод и кога ќе созрее. Сигурно ова се знаците за луѓе кои веруваат. А тие, џиновите ги сметаат рамни на Аллах, а он нив ги создал. И за него измислуваат без знаење синови и керки. Возвишен е он и многу високо над она што тие нему му препишуваат. Аллах нема Бог освен него, вечно живее, самоиздржувачки е, жив и постен, и он одржува се, него обзема ни дремка ни сон. За него е се, што е на небесата и на земјата, или негово е. И кој може кај него, без одобрение, негово да се заземе? Он го знае она што е пред нив и што е зад нив, а тие ништо од неговото знаење не опфаќаат освен она што он сака. Престолот негов ги опфаќа небесата и земјата, и нивното чување не го заморува, и он е возвишен, голем. Он е Аллах, нема Бог освен него, зналец на невидливото и видливото. Он е дарител без барање, бескрајно милостив, сомилосен. Он е Аллах, нема Бог освен него, владар, чесен, дарител на мирот, дарител на сигурноста, заштитник, совршено надмокен, исправувач на неисправното, возвишен. Чист е Аллах и над она што му го придружуваат. Он е Аллах, создател, оној кој го започнува создавањето, оној кој дава облик. Нему му припаѓаат најубавите имиња. Се што е на небесата и на земјата го велича него. Он е силен, мудар. Мелеки. Овој збор има буквално знаење, носител на порака или застапник. Тоа ја објаснува целта за создавање на мелеките. Тие ги донесуваат Божите пораки и ја извршуваат неговата волја во Вселената. Значи мелеките се дел од физичките и духовните светови. Во духовниот свет, влијанието на мелеките е директно и делува без посредување. Неверувањето во мелеките значи затворање на прозорците со рацете низ кои Божјата светлина му доаѓа на човекот. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, создателот на небесата и на земјата, кој ги создаде мелеките да бидат представници со по 2, 3 или 4 крила на моќта. Он во создавањето го додава она што он го сака. Аллах има трајна моќ над сите нешта и прави се што он сака. Ти на нив кажи, кој му е непријател на Џебраил, треба да знае, сигурно тој, Џебраил, со Божја дозвола, ја спушти оваа порака на твоето срце, а таа го потврдува тоа што било објавено порано, и тоа е упатство и радосна вест за верниците. Кој да му е непријател на Аллах и на неговите мелеки, и на неговите пратеници, и на Џебраил, и на Микаил, тогаш сигурно Аллах е непријател на неверниците. Не е доброчинство своите лица да ги вртите кон исток или кон запад, туку доброчинството му припаѓа на оној кој верува во Аллах и во судниот ден, и во мелеките, и во книгата,
и во пратениците, и својот имот со неговата љубов го дава и на роднините, и на сирачињата, и на сиромашните, и на патниците, и на оние кои просат, и за ослободување на робовите, и на оној кој извршува намаз и дава зекат, и на оние кои даденото ветување го исполнуваат, и оние кои се трпеливи во беда и болест, и во време на војна. Тоа се оние кои се држат вистинито и кои се богобојазливи. Пратеникот верува во она што му е објавено од Господарот негов, а и верниците. Сите тие веруваат во Аллах, и во неговите мелеки, и во неговите книги, и во неговите пратеници и говорат: ние не правиме разлика помеѓу неговите пратеници, и говорат: ние слушаме и ние се покоруваме. Опрости ни, о Господару наш, и тебе ќе ти се вратиме. Аллах избира меѓу мелеките и меѓу луѓето пратеници. Навистина Аллах се чуе и добро гледа. О, вие кои верувате, верувајте во Аллах и во неговиот пратеник, и во книгата која он ја објавил на својот пратеник, и книгата која била објавена во минатото. А кој ќе го одбие Аллах и неговите мелеки, и неговите книги, и неговите пратеници, и судниот ден, сигурно заталкал во длабока заблуда. Денес го завршивме првиот дел од книгата Одбрани ајети од чесниот Куран. Еселаму алейкум.